Се сетам на почетоците на Левица тука во Кавадарци, иако за четоците од самото постојање на партијата има активности Левица и во Кавадарци. Сериозните зачетоци се некаде пред 5 години овде и заради тоа што немавме локална канцеларија, а нашите состаноци беа по локалните кафичи, по паркови и така натаму. За после само една година од тоа да ја поставиме нашата листа, да ја предложиме нашата листа за Советот и само јас да влезам како носител на листата. Морам да кажам дека имаше многу голема скепса заради тоа што влегувам на 22 години само во Советот на општина Кавадарци, но сметам дека тоа што влегов толку млад беше еден позитивен преседан, кој што сега и ден се следи од другите партии. Гледам на овие избори има повеќе представници помлади од другите партии кои што се кандидати за членови на Совет. Сакам да кажам дека иако бев еден против сите, вообичаено гласањето ни беше 1 против 18 за. Сметам дека придонесов можеби најмногу од сите членови на Совет, нескромно кажано во работата на Советот, со 2 филибастеринг сесии, со 365 амандмани за блокирање на еден дуб и со 111 амандмани за блокирање на друг погубен дуб, кој што за глас, за жал, на крај ДПМН како апсолутистичка власт во Кавадарци си ги протурка и последиците од тие урбанистички одлуки ќе се гледаат за 10 на 20 години, ќе гледаат нашите деца. Заради тоа апелирам и на овие избори да не се дава апсолутната власт во раците на ДПМН, заради тоа што еднаш се случи и видовме какви последици има со целосна бетонизација, со целосно дивење во урбанизмот во Кавадарци и апелирам тоа да не се случува понатаму. И заради тоа ја бараме поддршката од народот на овие избори. Покрај институционалната борба, сакам да кажам дека во изминатите 4 години ја продолживме и во институционалната борба, со тоа што го имаме најголемиот работодавач Дрекселмајер овде во Кавадарци, кој што во текот на летните горештини ова лето работниците практично им се унесвестуваа во фабриката. И нашата военно-институционална борба беше на тој начин што нашите членови поднесеа представки до Државниот трудов инспекторат за нехуманите услови кои што работеа практично овие експлоатирани работници. По поднесувањето на истата, работниците си добија својата вентилација и климатизација, со што активно сакаме да кажеме дека ние постапуваме на секој фронт за подобрување на животот на граѓаните, и институционално и военно-институционално. Следниот мандат, ако го добиеме, имаме неколку капитални проекти, што е ништо невозможно. Првиот ни е целосна ревизија на урбанистичките планови, која што е неопходна заради тоа што не знаеме што се има случено во последните 10 години во однос на урбанизмот. Понатаму еколошки ефикасните пристапи во менеджментот на сите јавни институции и јавни претпријатија и секако долго најавуваната дестилерија, која што неколку мандати ни ја ветуваат, а никако да добиеме, која што не е ни толку голема инвестиција, реално 3 милиона евра е инвестицијата на дестилеријата, која што може да донесе многу голем економски раст и контролата на цената, на откупната цена на грозието да биде во раците на државата, наместо во раците на неколку олигарси од државата. Јас потекнувам од земјоделска работничка фамилија, а тоа е идејата, тоа ми е мотивот што ме води во самата партија. Член сум од почеткот на формирањето на Левица буквално, кога бевме во градот само двајца-тројца и кои се боревме за нешто да направиме нешто настрана, нешто што е не вообичаено за додускашното владење на двете политички елити што во Македонија. Нашата цел, нашата идеја е борба, мојата лична цел и мојата лична желба и идеја е борба за човечки права, борба за работникот, борба за лозарот. За разлика од Круме кој е малце, чија брка, се договориме ако случајно влеземе двојците во Совет, тој да ја брка малце поинтелигентната работа во Советот. Јас да ја терам малце работата која што директно влијае на самата работничка класа, на самиот лозар, на самиот понижен народ кој до сега од нашата политичка елита е отстранет и направен граѓани од втор ред.